поаѓајќи еве од она што представува документ потпишан 2017 година како договор за пријателство. Меѓутоа, не може вие во таков договор да прочитате дека имате заедничка историја со некој друг народ. Македонскиот народ има своја историја и менувањето на историската нарација на македонскиот народ не може да се случува по тој пат како што е и во членот 8, но и сега како што се преговара. Секој народ има своја историска нарација. Тоа го покажаа и Словачка и Чешка пред Европската Унија, кога стана збор за фалсификувањето на историјата од страна на Бугарија, и сметам дека ние треба да бидеме доследни на нашата историја, на нашите јунаци, на она се што представува македонска историска содржина, и овие преговори не водат во права линија или во права насока на добрососедство. Треба да бидат прекинати, а најпосле најосновното човеково право за достоинство и за рамноправност треба да биде застапено. Така Македонија треба да преговара, само врз тие основи, на никој друг начин. Она што представува македонска историја, македонски политички живот, македонски историски или општествени стремежи треба да си останат како посебно. Според мене треба тие преговори веднаш да прекинат, затоа што посрамно нешто од тоа да преговараш за сопствената историја, да за својот сопствен идентитет, дали си македонец или не си, мислам дека не постои. За жал, ние имаме сега една предавничка власт која што ни покажа дека дното нивно не постои кај нив дно. Да подсетам само, го потпиша оној срамен договор од Нивици, го потпиша и Софискиот договор со кој што се обврза конечно дека ќе преговараат со Софија околу тоа што сме ние, дали сме македонци или како што тврдат бугарите ист народ во две држави. Според мене безпредметно е да се разговара со тие луѓе, затоа што конечно мислам дека и единствената цел на бугарите е понижување и понатамошно и на Македонија и на македонскиот народ. Повторно ќе кажам, да разговарате околу тоа, околу сопствената историја и околу сопствениот идентитет, што сте и како сте, ако тоа во образовниот процес не ве научили, дома вашите родители, тогаш не ви е ни местото во политиката. Меѓутоа, повторно ќе речам пак, за жал имаме сега таква предавничка и ненародна власт, која што ги тера и понатака и не понижува, не само они сами себе што се понижуваат, они претпоставувам, зборот срам не постои во нивниот вокабулар. Меѓутоа, како наши представници не понижуваат нас како македонци и како македонски народ.